Локалната самоуправа ќе изготви база на податоци за населението од општина Охрид, со која ќе има увид врз подвижниот и недвижниот имот на граѓаните и нивните долгови кон јавните претпријатија и општината. Службите преку оваа база на податоци ќе може во секое време да имаат увид врз податоците за граѓаните. Колку за пример, доколку треба да се направи компарација за исто лице, лесно ќе се провери дали граѓанинот има пријавено иста квадратура на имотот во комуналец, каде плаќа ѓубретарина, и дали за иста толкава квадратура плаќа данок на недвижност. Тоа е една активност, најважна активност и најмакотропна активност во однос на воведување на едношалтерскиот систем. Тоа значи дека од една база на податоци во општина, во локалната самоуправа, ќе се црпат сите податоци за јавните претпријатија и мислам нормално во локалната самоуправа. Сега сме во фаза на се направи планот за работа, се формира екипи од сите три институции, комуналец, проаква, општина, каде што екипи од сите аспекти, пред се од потребите на граѓаните, а после од аспект на софтверско и хардверско средување на целиот тој процес да се изврши прибирање и ажурирање на сите тие податоци. Тоа значи дека секој влез и излез на секој граѓанин, ќе зборувам конкретно за јавното претпријатие Охридски комуналец, точно преку соодветен формулар, прашалник, ќе има влез на податоци, исто така ќе има соодветно софтверски, хардверски разработен излез на документи каде што многу поажурно ќе се пратат сите работи. Базата на податоци тековно ќе се ажурира и во неа ќе има податок за секоја промена на состојбата, од број на членови во едно семејство, па се до промените на имотната состојба на граѓаните. Со неа ќе се опфатат и сите фирми во градов и се што тие имаат во сопственост. Базата ќе дава податок дали некој граѓанин или компанија ги имаат измирено давачките кон јавните претпријатија и локалната самоуправа. Планирано е во иднина со регулатива да се поврзе издавањето на документи на физичките и правните лица и тие да не може да ги добијат бараните документи ако не ги имаат измирено сметките за ѓубре и вода или давачките кон општина Охрид. Јас мислам дека граѓаните ќе му биде многу поедноставна целава работа и сите обврски и потреби што ги имаат од локалната самоуправа и од двете јавни претпријатија. Затоа што мислам тоа понатамошниот текст сигурно ќе се прошири можда, ево јас вака условно кажувам, во однос на школството, во однос на примарното здравство и така натаму. Значи све што значи таа децентрализација, значи све што значи активности врзани со директно со локалната власт. Изготвувањето на базата на податоци ќе се прави најмалку една година, бидејќи треба да се приберат точни и прецизни информации, а време ќе треба и за усогласување на податоците помеѓу претпријатијата и службите во локалната администрација.